Вечерва општина Центар е домаќин на музичкиот хепенинг, нешто што ќе остане на кој ќе настапат домашни изведувачи. На ова и на сите актуелни теми во општина Центар разговарам со градоначалникот Горан Герасимовски. Добар ден, добре дојдовте во емисијата. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до вашите драгоцени гледачи. Вечерва 19 часот, убав настан организиран од општина Центар. Да, за прв пат, како што и најавивте, општината организира музички хепенинг, нешто што ќе остане, така го и нагласивме. Сакаме да промовираме македонската музика, повикани се и ќе настапат македонски пеачи во предвечерието на големиот празник 11 октомври се решивме, односно денеска да го организираме целиот настан. Самиот настан ќе го води нашата урбана дива и со младешки дух Вера Јанковик. Се надевам дека ќе го води прекрасно. Ќе направи одлична атмосфера, ќе настапува DJ Чваре, Дани, Тамара, ДНК, Next Time и завршуваме со DJ Фиц. Ги повикуваме и можност да ги повикаме сите жители и на Центар, и на сите скопски општини и од целата држава да ни се приклучат овој музички хепенинг и заедно да вечерва прославиме. Да, се случува на убаво место, паркот на франкофонијата во градскиот парк. Ова е локација која што во последно време се случува многу убави настани во општината. Се размислува ли и понатаму да се одржуваат вакви настани? Тука се одржува и традиционалните игри без граници како дел од детската недела. Да, само тој дел од паркот на франкофонија е под капата на општина Центар. Во истиот имаме поставено бина и имаме доста настани, како што кажавте. Самата бина може да се користи бесплатно за сите манифестации за кои што граѓаните или одредени невладени организации имаат потреба. Имавме одлични 7 дена каде што ја прославивме неделата на детето преку многу игри, песни, забава, спортски надпреварувања со учениците. Затоа решивме и овој настан да го правиме токму тука во нашиот парк, во паркот на франкофонија. Едно од поубавите катчиња во општината. Да, и одлично изгледа. Од дете за дете, пакети со храна и хигиенски производи беа донирани како дел од акцијата во која учествува дечињата заедно со општината. Имаме многу активности во делот на социјалата. На месечно ниво доделуваме 150 пакети за социјално загрозени семејства. Покрај тие активности ги имаме и овие кои што ги напоменувате. Имаме парична помош за социјално загрозени семејства. Минатата година и за повозрастните најдовме начин преку ребаланс одвоивме одредени средства со пензионерите со пониски примања. Значи имаме многу програми кои што во текот на следниот месец, кога ќе одбележиме и 2 години од мандатот, ќе имаме една поголема брошура за сето тоа што го имаме реализирано овие 2 години во делот на социјалата, во делот на културата, во делот на спортот, во делот на урбанизмот и така натаму. Да, продолжуваме на истава тема за децата. Во основното општинско училиште Димитар Миладинов се отвори центар за талентирани ученици. Ова е всушност меѓуопштинска соработка, центар Кисела вода и Карпош. Да, еден преубав центар, благодарности до Скопски плански регион кој што ни овозможни финансиски да ни помогна во делот на опремувањето на просториите. Проектот е заеднички на трите општини, центар Карпош и Кисела вода. За среќа се наоѓа во нашите простори во училиштето Димитар Миладинов. Можност за учениците да и понатаму напредуваат, едно убаво катче каде што ќе може да учат, се надополнуваат и оствојуваат што подобри резултати во иднина. Да, општина Центар има навистина талентирани ученици. Продолжува ли она поддршка од градоначалникот од општината? Секако, имаме околу 120 доделуваме како стипендии во делот на спорт, во делот на култура, во делот на наука. Имаме доста талентирани ученици кои што се надпреваруваат и надвор, наоѓаме начин да и во тој дел помагаме финансиски како општина, зашто повеќе деца излегуваат и на надпревари надвор од државата и за наша среќа имаме одлични ученици кои што и носат доста награди кога се враќаат од самите надпревари. 45 години од основањата на градинката 13 ноември, која доби комплетна реконструкција на сите занимални. Да, за жал, искрено бев и зачуден кога еден медиум пренесе, може би сте виделе дека поради молерисани простори се собра градоначалникот, премиерот, министерката и пратениците за да ги видат молерисаните простори.
Јас сакам да ги повикам и таквите новинари во секој момент да отидеме заедно да видат за што станува збор. Значи, по 45 години целосна реконструкција на нашата градинка. Да, меѓутоа цинтерци ја познаваат градинката многу добро. Да, заедно, значи, целосно внатрешна реконструкција, дополнително нови реквизити за дечињата, нови маси, нови столчиња, целосно нова опрема, значи, една од поубавите градинки и самата позиција им е на многу убаво место. Денеска отворивме и сензорната соба во училиштето 11 октомври. Бевме заедно со министерката Јована во градинката Корчаген, каде што почна одредена програма за дечиња со дијабетис. Имаме целосна реконструкција на градинката Корчаген, дополнително ставени се фотоволтаици за да ги задоволиме потребите со електрична енергија и ред други проекти кои што се во тек. Имаме повеќе реконструкции и на училиштата, и на градинките. Моја цел и цела на општината да создадеме што подобри услови на нашите најмали и не само со реконструкција на училиштите и градинките, туку и со подобрување на наставниот кадар во училиштата, со нивни дообуки кои што ги имаат и проекти кои што заедно ги спроведуваме и со општината и со општествено одговорни компании, но и со министерството. Да, ќе споменеме и сензорната соба во основното општинско училиште Киро Глигоров. Да. Гледам и тука имате стои Тика која што сигурно ви помогнала од делот на уредувањето на студиото, исто Тика ни помогна од делот на опремување на сензорната соба во основното училиште Киро Глигоров, истата ја промовиравме минатата недела. Така. Општината се вклучи во кампањата Крени глас против врсничко насилство и всушност наставниците и стручните соработници заврши обуки против булинг. Да, пред месец дена нашите и наставнички, и негователки, и наставници и во основните училишта, но и во градинките беше одржана одредена обука за булинг и врсничко насилство, истата ќе ја пренесат и на дечињата, но во меѓувреме пред неколку дена подпишавме меморандум за соработка со Мак Петрол, со нивната одлична кампања која што планираме заедно да ја спроведеме и во нашите 8 основни училишта, каде што ќе се одржат одредени предавања и на наставниот кадар, дополнително на дечињата, но ќе присуствуваат и родителите. Јас секогаш кажувам и покрај сите овие кампањи кои што ги имаме заедно со наставниците и со учениците, во истите треба да се вклучат и родителите за што поголема грижа, дружење со децата, разговарање за одредени теми, за да сите оние немили настани кои што и се случуваат се намалат на најниско ниво. Да, еден од проблемите кои што можеби е најголем во општина Цинтар, проблемот со паркирање. Иако има највисока цена за паркирање, сепак тешко се доаѓа до паркинг место во Цинтар. Има ли идејно решение за овој проблем? Имаме неколку идејни решенија кои што се во тек. Требаше да отпочне, но падна и јавната набавка за нова монтажна гаража во Капиштец. Верувам дека до крајот на годината ќе ја спроведеме. Тоа е на Народен фронт, продолжување на монтажната гаража и задоволување на потребите токму во тој дел, преку неколку истражувања кои што ги правиме во текот на годината, како што и нагласивте, поради големата фреквенција и на луѓе, тука и сообраќај, паркирањето е на сите анкети најголем проблем и имаме детектирано во кои населби се ствара најголем метеж и каде треба дополнителни паркинг места. Почната е процедура и за нова општинска зграда, која што верувам ќе се заврши целата документација до крајот на годината и ќе можеме од текот на следната година да ја проектираме истата, каде што го решаваме проблемот со паркирање во Дебар Мало, со 2 подземни нивоа на целата парцела, каде што се сите општински во моментов бараки. Дебар Мало, Капиштец, Боњаковец ни се критични точки во делот на паркирање и воедно и цел центар поради големата фреквенција на луѓе. Да, се менува ликот на општината, се гради како истекаде и во општина Центар, меѓутоа ќе се задржи ли едној автентичен лик кој што има општината? Колку што можеме го задржуваме, имаме важечки планови дупови, дел од нив ги менуваме, усвојуваме нови дупови, поразговаравме пред емисијата и за населбата Крњево, каде што изгласа нов дуп. Чекаме во завршна фаза е клинички, во процедура е дупот на Кале, отпочнавме нов дуп во Ј07 делот на Водно, каде што и судот го поништи истиот.
центар мора да се урбанизира. Сите оние автентични стари градби ќе гледаме да ги задржиме, но во делот на Треска имаше одредени иницијативи, како што видовте, истите паднаа пред судот и ние како општина мораме да постапуваме, го почитуваме законот, но гледаме сето тоа да биде еден хуман урбанизм. Да, меѓутоа и градоначалникот е постојано на терен, каде што има бесправно изградени објекти. Да, на терен сме и со инспекцијските служби, и со посебните комисии што ги имаме направено за да ги следиме сите оние градби, имаме затрупување на градилиште, се пишуваат соодветни казни за одредени инвеститори кои што не ги почитуваат одобренијата кои што се добиени од страна на општината. Постојано сме на терен и заедно со граѓаните, но и ги следиме сите процеси што се случуваат во самата општина. Неодамна на територија на општината поставивте малски куќички за миленици, една убава иницијатива. Има ли се уште општина Центар проблем со бездомните куќиња? Ја би се навратил малце назад. Имавме одредени настани од делот на културата заедно со Јадро, меѓу кои еден од настаните беше и да се направи преку Малскиот фестивал, беше и правење на кукички за миленичиња, па имаше ставени под дрвата за птици, поставени се на неколку локации. Јас побарав да биде една поставена во општината или во непосредна близина или на влезот или од предниот или задниот влез на општината. Пред извесен период и кај нас се вдомија во општината неколку мали куќиња и за истите ќе бараме да имаат куќарка за да може да имаат живеалиште. Да, ќе споменаме тука и иницијативата Центар на Точак, која што буквално каде да го видиме градоначалникот постојано со својот велосипед. Колку центарци ги почитуваат овие мерки, да речеме, на општината? Ги менуваме на виките, имаме одредени проекти во тој дел и субвенционирање на велосипеди. И јас сум постојано и денеска во емисија дојдов сам со мојот велосипед за сите состаноци, одење до работа, враќање, кога се добри временските услови, гледаме да бидам на велосипед, а воедно и да ги менуваме на виките на нашите граѓани. Нешто е здраво да возиме велосипед, го избегнуваме сообраќајниот хаос, не загадуваме, полесно наоѓаме паркинг место и побрзо стигнуваме до саканата дестинација. Нашата парола се води во таа насока, мојата цел да преку превземање на моите иницијативи да се следи мојот пример и што почесто да бидеме на велосипед. Најтрофејниот кошаркарски клуб работнички е бренд на општина Центар. Често ве прашуваме на оваа тема. Нов директор Тодор Гечевски, спортски директор, што очекувате оваа сезона? Па имаме добар тим, очекуваме да се бориме за шампионската титула. После многу години го враќаме клубот на шините. Имавме тешки 2 години, морам да кажам. Со самото моје доаѓање клубот беше на 10-то место. Со неколку неисплатени плати и со огромен долг од скоро 500.000 евра. Истиот долг е намален, остана околу 80.000 евра кои што треба да ги вратиме, но имаме оваа година добар буџет, стабилни спонзори, добар тим, екипирани сме, вратен е духот во клубот и верувам на добри резултати. Ке добиели планираме работнички нова сала. Текот на следната година да отпочнеме реконструкција на нашата сала, поради тоа што не можеме да ја буткаме истата, има важечки дуб и мораме да што и да правиме да го следиме самиот дуб. Да, во срцето на Центар. За крај, продолжуваат ли ноќните патрули на територија на општина Центар кои што ги спроведовте со МВР? Па, и продолжуваат и ноќните патрули. Имавме состаноци со Министерката за труд и социјала, каде што изразивме одредени проблеми со кои се соочуваме во делот на лицата, бездомни лица кои што се вселуваат на одредени локации во општината, но и решавање и на тој проблем. Патролите со МВР продолжуваат и договорено е да бидат на највисоко ниво до крајот на годината. Имаме одредена петиција заедно со родителите која што требаше да ја доставиме, но поради многобројните настани изминативе денови ќе гледам до крајот на неделата да заедно со родителите кои што има собрано над 500-600 потписи ја доставиме до неколку министерства каде што имаме одредени барања. Дополнително пред да дојдам имаме и инспекции кои што ги пуштаме на
натераме делот на гласна музика и воспоставување на ред со кафеаните, рестораните и кафетериите. Да, убава можност повторно да не бидете гостин. Се гледаме вечерва во 19 часот парк на франкофонија во градскиот парк. Ке ни биде чест да ни бидете гости и уште еднаш да ги повикам сите и центарци, но и сите жители на град Скопје и сите наши жители на државата да вечерва бидат заедно со нас и се забавуваме во паркот на франкофонија почнувајќи од 19 часот. Благодарам уште еднаш.